Градовите се побрзо се шират и тоа е велат незапирлив светски тренд. Градската популација се згуснува, а згради никнат и таму каде што може и таму каде што не сме. Внесувањето ред во урбанистичкиот хаос е тежок предизвик. Споредба меѓу Прага и Скопје. Прага важи за град кој се држи до строгите урбанистички правила. Како поинаку кога голем дел од градот е под заштита на УНЕСКО. Тоа пак забранува големи интервенции, но и нови градби кои не се во склад со оние старите. Од друга страна се зголемува интересот за нови станови, што градот го прави за еден од најскапите во Европа. За да се избегне урбанистичкиот хаос, се спроведува проект за заживување на така наречените градски сиви зони. Готските катедрали, калдрмените улици, но и замокот на Ридот што се издига над реката Влтава, создаваат од Прага, главниот град на Чешка, слика на совршен туристички сон. Меѓутоа, далеко од сликите како на разгледниците, има стари напуштени фабрики и затворени пивари, во голема мерка напуштени откако кадифената револуција го урна комунизмот пред 30 години. Градските власти на нив гледат како на неискористено богатство. Тие имаат за цел да им дадат на овие области, кои зафаќаат големи делови од центарот на градот, нов живот, во обид да го олеснат акутниот недостиг на домување, да создадат работни места и да привлечат инвестициски проекти. Марек Ваха од Прашкиот институт за планирање и развој вели дека целта е да се задржи градењето во границите на градот. Je to vlastně území v samotném centru města, které neslouží dnes žádnému účelu. A my potřebujeme, aby tam vznikly nové čtvrti. A nejen proto, že lidé dneska vlastně horko těžko schání byty, ale hlavně, aby to město bylo celistvější, kompaktnější, ekologičtější a ekonomičtější. Предложените проекти вклучуваат претворање на една напуштена фабрика за млеко во продавници и станови и пренаменување на дел од една стара железничка станица во канцеларијски и станбен простор. Vlastně princip třeba toho metropolitního plánu, ale vůbec našeho uvažování o tom městě je takový, že se snažíme využít ten potenciál uvnitř toho města, to znamená ty brownfieldy k té výstavbě. Меѓу компаниите кои работат на проектот е и Penta Investments, водечка локална инвестициска група со средства од 10 милиарди евра. Во моментов таа работи на локацијата на една пиварница од 17. век. Tak vlastně tady teď stojíme v budově Florentina, což jsou pozemky bývalého hrubého práva. Tady naproti nám je vlastně Masarykovo nádraží, kde už je vykopaná stavební jáma pro první část projektu. Управниот директор на Пента, Петр Паличка, додава дека новите проекти на компанијата радикално го менуваат лицето на чешката престолнина, но и дека се обидуваат тоа да го направат на одговорен начин. Ty budovy, které tady stavíme, tady budou, doufáme, mnoho desítek let a zásadním způsobem ovlivňují tvář města nebo těch jednotlivých lokalit města. A stavíme se k tomu vysoce zodpovědně a byli bychom velmi rádi, kdyby vlastně všichni další účastníci výstavby se k tomu stavěli také takto zodpovědně a vlastně abychom všichni společně byli vedeni snahou něco vytvořit a vlastně to město vylepšit. Сепак не е лесно да се спроведат обемни градежни работи во историски град заштитен од УНЕСКО. Навигацијата низ лавиринтите на долгиот процес на дозволи, комплициран од фактот што секој од 57-те окрузи во Прага има своја власт, во голема мерка ги блокираше странските инвеститори досега. Скопје пак поради забрзаната изградба, без воопшто да се почитуваат урбанистичките норми и правила, неповратно го менува својот изглед. За некои Скопје дури почнува да се обезличува. Архитектите сметаат дека тоа се одразува и врз самото живење во градот. Или, како што додаваат, Скопје не е еден град, туку Скопје е збир на неколку градчиња, односно општини кои сами и без соработка со другите си планираат што и каде да градат. Со динамика која тешко може да се следи, во последните неколку години градот кој треба да биде метропола и символ за урбано живење го менува својот изглед. Дел од скопјаните велат дека овој тренд оди до фазата на непрепознатливост, на градежен бум и на непочитување на урбанистичките правила. Неравномерниот развој на Скопје е голем недостаток, укажува председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски. Градот не функционира како организам, а така ќе биде се додека истиот действува како збир на неколку општини. Овој град всушност не представува еден град. Представува збир на, тоа цело време го повторувам, збир на помали градчиња. Градче Карпош, градче Центар, градче Аеродром.
Секој од нив има свој градоначалник кој што го планира урбаното планирање во таа зона. Се дека овој град не стане еден град со еден градоначалник, мислам дека не можеме да зборуваме за урбано планирање во овој град. Како и во секоја друга сфера, така и во урбанизмот политиката е длабоко всадена. А не случајно, законите и урбанистичките планови се изработуваат во интерес на некому и некои. Според последните статистички податоци се намалува бројот на станови кои што се градат во Скопскиот регион, но не и во населбата Аеродром, каде што во последните неколку години се изгради речиси цела една населба. Во радиус од 500 метри се изградени 30 нови стамбени згради, на местото каде што беа старите воени бараки. Односно се изградија многу згради без скоро никаква зелена површина меѓу нив. Жителите на Аеродром покажаа голема свест за последиците од урбанистичкиот хаос во нивната општина, вели Искра Манојловска од граѓанската иницијатива Аеродром сака да дише. Сепак протестите не донесоа успех и градежната експанзија и натаму продолжува. Сликата за мене е доволен доказ за тоа како се измени начинот на живот на аеродромци. Позади мене порано имаше парк во кој што внуци си играа со нивните баби и дедовци, а сега има градежници, работници и се гради облакодер. Но урбаната мафија не е само потенцијалниот инвеститор. Таа може да се најде и кај општинската администрација, предупредува Пановски. Не е проблемот во градежните компании толку. Не се они кои што налагаат секогаш ова сакаме или она сакаме. Прво треба да имате малку отворена врата за да наложите. Така да тој дел треба да се бара таму. Имате закон каде што ја избирате понудата која што е најевтина. Не е битно кој вие работи со какво портфолио и вие добивате најевтино нешто. И сега сакате од најевтино да имате нешто убаво, не може да имате за било која работа. Така тие се некои клучни поенти кои што никогаш до сега не успеавме да наидеме кај чинителите у држава некаков фидбек, слух. Цело не мисла дека сака да се збогатат архитектите. Не, напротив, архитектите место 10 луѓе сака да работат со 20 луѓе. Истата работа и ќе биде многу подобро завршена. Од друга страна, од Асоциацијата на архитекти сметаат дека и мораториумот кој во моментот функционира во општина Центар не е решение на проблемот, затоа што, како што додаваат, поттикнува изградба на дивоградби и не дозволува рамномерен развој на градот. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења за тоа дали сте задоволни од работата на градските власти во сферата на градското живење. Или со други зборови, дали тие повеќе придонесуваат отколку што се справуваат со урбанистичкиот хаос. Довидување.